tiene una caja de esa grande transparente para meter las cosas. Джин Болерџек е свештеничка на Обединетата методистичка црква Ривертон Парк во Туквила, предградие на Сиетл. Во изминатата година црквата им помогнала на околу 1000 мигранти да најдат засолниште, храна и облека. Somehow this place has been listed across the country. Некако ова место е наведено низ целата земја и долж границата дека е место каде што треба да се оди. Уште од утрината, отворената врата на црквата за најзагрозените беше исполнета со локални донации и поддршка од градот. Но Болерџек вели дека тие ограничени ресурси сега се малку, со оглед дека има 25 нови баратели за азил дневно. Wall-to-wall mattresses at night. Спијат на душеци од зид до зид. Сите работи кои ги носат со себе се во собата. Тоа не е најдобриот начин на организирање, но е најдоброто што можеме да го направиме. Джеремаја Лефао вели дека е напуштила Ангола со сопругата и децата во декември 2022. J'avais pas là où aller. Кога пристигнав овде во САД немав каде да одам. Ме заштитија, потоа ми дадоа храна и се чувствував безбедна. За разлика од бегалците кои може да добијат помош преку програми за преселување, барателите на азил може да завршат како бездомници, без средства да се издржуваат додека не им биде одобрено барањето за работна дозвола. Болерџек вели дека во изминатата година само едно лице кое барало заштита и засолниште во незината црква ја добило својата работна дозвола. And so some shelters turn Немаат лична карта, бидејќи единствено што имаат се документите за азил. Затоа некои прифатилишта ги одвраќаат. Се уште има многу луѓе кои спијат на улица. Кога температурите паднаа под нулата, локалните донации и финансирањето од локалните и државните агенции преместија стотици баратели на азил од шаторите во хотелите. Државната представничка Мија Грегерсон работи на покоординиран одговор со предлог закон кој има за цел да ја зајакне локалната канцеларија за помош на бегалци и мигранти. Tukwila is a tiny little city. Туквила е мал град. Идејата е да може брзо да се користат ресурсите не само за да се интегрираат во системот, туку да користат средства за образование, транспорт и ваучери за домување. Гувернерот Џеј Инсли бара од локалните законодавци повеќе од 8 милиони долари дополнителни средства во неговиот последен државен буџет за поддршка на оваа категорија луѓе. Во меѓувреме, администрацијата на Бајден се залага за мерки за намалување на бројот на баратели на азил кои може да влезат во САД.